Денешната тема е реинкарнација. Истражувањето за реинкарнација е фасцинантно поле. Постојат различни книги и веб страници за тоа. Тие токму им се препорачуваат на заинтересираните читатели. Има многу докази кои укажуваат на реинкарнација. Мислам дека реинкарнацијата е повеќе од само верување. Реинкарнацијата може да објасни многу различни феномени, подобро од можните алтернативни модели. Сепак не може да се каже дека реинкарнацијата може да се смета за докажана. Тоа е само очигледна хипотеза. Веројатно сепак ова ќе се увери само кога некој или ќе ги доживее претходните животи во изменета состојба на свест или ќе го доживее по смртта. Исто така би сакал да нагласам овде, иако реинкарнацијата е спомената во класични списанија за јога. Јогата може да се практикува и без да се верува во реинкарнација. Јогата воглавно е систем за вежбање и како таков делува на телото и умот. Истото важи. Природната наука се заснова на материјалистички светоглед. Сепак дури и еден обичен човек може да биде физичар и да користи компјутер. Некои од биолозите на мозокот веруваат дека мозокот е единствената седишна точка на свеста или свеста е конструкција на мозочните процеси. Меѓутоа, како некој кој е убеден во нематеријалноста на свеста, може да ги користи резултатите од истражувањето на науките за мозокот и да искористам една или друга последица за повешто справување со собственото размислување. Она, во што многумина долго веруваа, сега е научно докажано. Постојат повторливи животи на Земјата. Покрај познатите истражувачки резултати на професорот по медицина Иан Стивенсон, обединува голем избор на случаи кои докажуваат реинкарнација. Дали овие докази се обезбедени од деца или возрастни, кои се сеќаваат на нивните претходни животи, чии сеќавања се покажаат точни, или таквите докази се добиени преку регресија или видливи родени белези. Веќе не е сомнеш за повторно раѓање, реинкарнацијата е дефинитивно докажана.